Добро утро, вести во 8. Македонија продолжува со евакуација на своите граѓани од Блискиот Исток. Синоќа на Скопскиот аеродром слета уште еден авион. Според најавите, ова е последниот за сега лет на македонски државјани кои побарале помош. Дојдовте, каков беше летот? Летот беше одличен, се беше мирно, све беше во ред. Многу добра организација, голема благодарност до владата. Ситуацијата не беше толку многу страшна како што се прикажуваше на телевизиите и повестите. Понекогаш се слуша експлозии кои што се, како што ни кажа, нас беа пресветувачки ракети. Животот течеше пределно нормално, се одеше на работа, така да не беше до толку многу лошо, али не ни беше скроз, значи ситуацијата не беше скроз сигурна. Каков беше летот? Фантастичен. Задоволни ли сте од организацијата? Презадоволни, свака част. Не очекувавме ваква организација, све беше во ред. Ами, не беше страшно. Не беше страшно, надјавам се да се оправи брзо. Јас сам из Газа, хвала ти пуно Македонија, хвала ти пуно Рили. По одлуката на регулаторна за покачување на горивата, опозицијата обвинува дека владата не реагира на кризата. Владата на вчерашната седница не усвои конкретни мерки, но најави дека ги разгледува идните чекори, меѓу кои може да се најде и намалување на ДДВ-то од 18 на 10%. Владата ги остави граѓаните сами да се справуваат со последиците од кризата во Ормудскиот теснец. Опозицијата обвинува дека на Илинденска 2 не име грижа за стандардот на граѓаните. Првиот човек на СДСМ најави дека пратеничката група ќе поднесе предлог закони за ублажување на кризата, за која вели дека ќе се прелее и на цените на храната, но и на сите други производи. Прво, закон за намалување на стапката на ДДВ од 18% на 5% за горивата. Понатаму намалување на акцизата за 4 денари. Третиот закон укинување, следување на 0% ДДВ за основните прехранбени производи. И четвртиот закон за преполовување на цените на патерините, кои што нашите граѓани ги плаќаат возејќи по патиштата ширум државата. Дуи пак побара оставка од министерот за економија Бесар Дурмиши. Владата не презема никакви мерки за заштита на животниот стандард на граѓаните, оставајќи ги тие сами да се справуваат со последиците од зголемувањето на цените. Република Северна Македонија во моментот функционира без функционално Министерство за економија. Во период кога се очекува значително зголемување на цените на основните производи, трошоците за транспорт и воопшто поскапување на животот за граѓаните. Владата денеска одржува редовна седница, но на дневниот ред нема ништо за евентуални мерки. Оттаму велат дека се уште размислуваат со какви мерки ќе се борат против поскапувањето на дериватите, но уверуваат ќе реагирале навремено. Дополнително најавуваат контроли на терен и следење на однесувањето на трговците. Владата активно ја следи состојбата со цените на горивата и во следниот период меѓу опциите кои се разгледуваат е и намалување на ДДВ од 18 на 10% со можност за дополнително намалување зависно од движењата на светските пазари. Целта е заштита на животниот стандард, намалување на ценовниот притисок и одржување на економската стабилност. Владата ќе реагира навремено за ограничување на ценовните притисоци, поддршка на стопанството и одржување на ликвидноста, велат од влада. Во 2 недели дизелот поскапе за 20,5 денари, а бензинот за 12 денари, откако цената на суровата нафта почна да се качува на светските берзи. Даниел Василев, Сибир телевизија. Нема да дозволам ВМРО ДПМН преку поединци да ја дели партијата, порача лидерот на СДСМ, откако извршниот одбор почна постапка за исклучување на поранешниот висок партиски функционер Петр Шилегов. Партиската одлука доаѓа по гостувањето на Шилегов во тема на денот во Дневникот на Сител, во кој тој го обвини раководството за лошо менаџирање и соработка со власта.
Одработување за ВМРО ДПМН е гревот кој Филипче му го стави на Шилегов поради што екс-градоначалникот на Скопје доби црвен картон на Бихачка. Не ситнат за да владеат како што сакаат, вели опозицијскиот лидер. Тука станува за процес на одработување за ВМРО ДПМН и за внатрешна поделба на партијата. После сите наши проверки и информации стигнавме до тој заклучок. Извршниот одбор, таа одлука ја донесе со консензус. Никој не гласаше против. Ја нема да дозволам луѓе да делат СДСМ понатаму. Затоа што имаме работа со криминална и корумпирана власт. Шилегов врати со речиси идентични обвинувања. Според него Филипче е во договор со ВМРО ДПМН за да биде заштитен од евентуален кривичен прогон. Очигледно дека постои договор кој што предвидува СДСМ да биде во ваква состава во каква што е, да ги промашува упорно темите и да дозволи ВМРО ДПМН да истера 2 мандата за сметка на тоа да не бидат предмет на определени можни евентуални истраги или кривични предмети. Исто така се докажа и второто мое тврдење дека за жал партијата е кадровски целосно исцрпена и дека луѓето кои што им значи Социјалдемократскиот сојуз веќе се сериозен фактор во нашата држава, веќе не се таму. За периодот кој следи, Шилегов најавува нова платформа која ќе обедини луѓе кои се погласно ќе бараат оставка од актуелното раководство на партијата и неизино враќање на членовите, бидејќи како што рече, во моментов таа се користи само за одредена групација да се пазари за сопствената слобода. Според партискиот статут, за Шилегов да биде исклучен од СДСМ одлука треба да донесе неговата општинска организација, а тоа е извршниот одбор на општинската во Карпош. Минатата година од СДСМ исклучен беше уште еден поранешен подпредседател. За наводна соработка со власта забрана на Бихачка доби и Јован Деспотовски, а пред неколку месеци со иста судбина се соочи еден советник од СДСМ во Карпош, откако на седница на општинскиот совет гласаше за предлог на ВМРО ДПМН. Предходно партијата сам ја напушти и екс-градоначалникот на Центар Саша Богдановиќ, кој во моментов формира нова партија. И додека СДСМ се пресметува со своите поранешни функционери, Филипче најавува работна пролетна Бихачка. Во месец мај планираме 2 сериозни големи политички активности. Прво, формирање на Скопска иницијатива, тоа е регионална иницијатива, која што ќе присуствуваат повеќе политички партии од околните земји со кои што правиме заеднички фронт. Прво, за европска интеграција на регионот, второ, борба против корупција и трето, борба против авторитарните режими. Тоа се сестринските партии од Србија, Црна Гора, Босна, Херцеговина, Албанија, сите проевропски партии. Понатаму, наш партиски конгрес, на кој што ги објавуваме постулатите на нашата програма за следните парламентарни избори, кога и да бидат. Опозицијскиот лидер и денеска обвини дека власта го кочи процесот на интеграција, коментирајќи дека со внесувањето на бугарите во Уставот, Македонија нема да загуби ништо. Александар Спасовски, Сител телевизија. Нови детали од судењето за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Обезбедувањето имало законска обврска да реагира, но тоа не го направило. Судењето за пожарот во кој загина 63 лица продолжува во четврток. Обезбедувањето на дискотеката Пулс имало многу законски обврски, ама не ги спроведувало. Ова произлегува од сведочењето на председателката на Комората за приватно обезбедување, која објаснувајќи ги должностите на лицата ангажирани за обезбедување, рече дека обезбедувањето кое вечерта било во Пулс требало да реагира за присуство на малолетници, а пиротехниката која ја запали дискотеката представувала безбедносен ризик. Со оглед на фактот дека конкретно во вакви објекти мора да се почитуваат и други закони, на видно место поставени табли кои предупредуваат дека не е дозволено присуство на малолетници, обезбедувањето морало да реагира и во најмала рака да го извести сопственикот на објектот. Според обвинението, Пулс немала писмен договор со фирмата за обезбедување. Не постоел ниту план за кобната ноќа, лицата кои биле ангажирани не биле видно обележани дека работат на обезбедување на настанот. По предлог на обвинителството, денеска сведочеше и вработена во Дирекцијата за заштита и спасување од секторот за превенција.
Објасни дека за објект во изградба или негова реконструкција, инвеститорот е должен да достави програма за заштита и спасување, која треба да ја одобри ДЗС. Претходно од Кочанското одделение, вработените во дирекцијата рекоа дека до нив никогаш не пристигнал предмет за дискотеката Пулс. Таа открии дека има недостиг од вработени во секторот со кој раководи. Во рамки на секторот за превенција, планирање и развој во ДЗС функционираат 5 одделенија со систематизација од 31 работно место, од кои во моментов исполнети се само 9. Судењето за пожарот во кој загинаа 63 лица продолжува во четврток. Зоран Јаневски, Сител телевизија.